Во планинскиот центар Пониква на Осоговските планини почна вториот национален камп за млади информатичари, чиј организатор е Сдруженијето Бистри умови од Кочани, а со подршка од Сдруженијето на информатичари на Македонија. На еднонеделниот камп ќе учествуваат најдобрите 12 ученици информатичари од државата. Со нив ќе работат по 4 професори и студенти ментори од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки од Скопје. Годинава го одбележуваме првиот роден ден на Бистри умови и повторно сме тука со Сдружение на информатичари на Македонија, каде што го организираме и сме домакини на вториот подготвителен камп за информатичарите кои ќе не представуваат на престојните меѓународни олимпијади по информатика. Ги имаме трите тима, односно 12 ученици, сениорскиот тим кој брои 4 ученици, јуниорскиот тим кој брои исто така 4 ученици и женскиот тим кој брои исто така 4 ученици. Исто така ги имаме уште 8 професори и ментори на учениците. Они ќе бидат цела недела во ресорт Магнолија на Пониква, каде што интензивно ќе работат и ќе се подготвуваат за престојните меѓународни олимпијади. Денес покрај првиот роден ден на Бистри умови ние ја прославуваме и успешната соработка со Сдружение на информатичари и во иднина најавуваме повторно бесплатни курсеви за учениците од цела држава, многу заеднички проекти со Сдружение на информатичари и уште многу други работи. Од Кочанското Сдружение најавија кандидатура за организирање на Балканската олимпијада по информатика во сениорска конкуренција, чиј домакин треба да биде нашата земја. Се трудиме да ги одбереме низ циклус на превари најдобрите информатичари, најдобрите ученици од основно и средно училиште, кои што потоа би учествувале на интернационалните надпревари по информатика и би ја представиле Македонија дали на Европска олимпијада, дали на Светска олимпијада, дали на Балканска олимпијада. И откако ќе ги одбереме, се трудиме после тоа да работиме со нив многу интензивно, така што ќе постигнат добри резултати. Македонија е мала земја, ние од помалку од 2 милиони луѓе, треба да избереме тим од четворица што ќе ја представат и треба да се надпреваруваме со големи земји, како што е Јапонија со 120 милиони луѓе, како што е Кина со 1.2 милиони, и тие исто така се надпреваруваат со четворица надпреварувачи, така што за да ние бидеме мерливо добри како нив, мораме многу да работиме со учениците. Точно тоа е идејата на овие подготовки, на овој камп, кој што, како што рековте, за втор пат го одржуваме во Кочани. Оваа година треба да организираме Балканската олимпијада по информатика, да ги угостиме учениците и професорите од 13 различни земји. И сега сме во фаза на подготовка, организација, наоѓање на интересно место каде би се одржала, каде што може поевтино да поминеме, затоа што ни требаат и спонзори за да можеме да ги покриеме трошоците. Како домакин сме должни да ги покриеме сите локални трошоци, значи сместување, храна, локални екскурзии и локална логистика. На подготовките на кампот на Пониква присуствуваат ученици кои ќе се надпреваруваат на Европската јуниорска олимпијада, што ќе се одржи во август во Молдавија, како и на Балканската олимпијада по информатика закажана за септември во Босна и Херцеговина. Во сениорска конкуренција се подготвуваат тимот ученици кои во септември ќе бидат македонски представници на Светската олимпијада по информатика во Египет, како и тимот кој ќе ја представува државата на Европската женска олимпијада, што овој месец ќе се одржи во Холандија. Вториот национален камп по информатика на Пониква се одржува со делумна финансиска поддршка од општина Кочани.